Македонците ќе почекаат за Грчкото море. Грција, иако официјално отвори дел од граничните премини со Македонија, Бугарија, Турција и Албанија, сепак забраната за влез на нашите државјани останува да важи. На граничниот преминев зони кој од 8 часот утрово беше отворен за патен сообраќај, се одвиваше во најдобар ред, а се правеа вообичаени контроли како и проверки за примена на мерките за заштита од COVID-19. Според Јасмина Аврамска, командир на граничен премин Богородица, се пуштаат европски државјани и државјани на Србија и Црна Гора. Бројот на патници е зголемен, не можеме да кажеме дека имаме некоја зголемена гужва да се чека. Се чека најмногу од 5 до 10 минути. Најчесто тоа се српски државјани и државјани од Европската унија. За нашите граници остануваат и претходно што бе, нема посебни протоколи, границата е отворена, преминот е отворен, слободно движење на проток и на патници и на возила. Сега пред 10 минути се случува нешто што нам не ни е познато зошто, во контакт со граѓаните странките кои што се враќаат од страна во спротивен правец од грчка страна, и истите кажуваат дека имаат валидни документи, дека имаат пополнето протокол кој што го бараат грчките власти и без никакво образложување истите се враќаат назад. Утрово биле спречени и неколку обиди за влез во Грција на македонски државјани, при што веднаш биле вратени назад. Српските државјани пак без образложување и покрај соодветно приложената документација беа враќани назад од грчката граница. Велат, грците се предомислиле во последен момент. Враќамо се затоа што се враќаме бидејќи грците пред 15 на минути добиле наредба да не пропуштаат никакви патници освен грчки државјани, дури ни државјани на Европската унија. Државјани на Европска унија само грки пуштају. Инаку македонците можат да влезат во Грција само поради есенцијални причини, односно можат да влезат членови на семејство на европски државјани, вработени во здравствениот сектор, лица кои се грижат за стари лица, сезонските работници во земјоделскиот сектор, вработените во транспортот, дипломати, меѓународен воен персонал, хуманитарни работници кои се на должност, транзит патници, патници кои патуваат од неопходни семејни причини и студенти.